Здраво дечки, еве сме во уште едно видео од овој серијал во React.js и во ова видео ќе продолжиме да работиме на нашата To-Do апликација. Што сакав да ви кажам, дека ќе гледам до крајот на неделата да ги завршам овие видеа, значи со ова за апликација да завршиме. Исто така, доколку остане време, планирам да направам уште едно мини проектче, значи до крајот на оваа недела да завршиме. И со тоа мини проектче, бидејќи од наредната недела видеа ќе снимам многу помалку, бидејќи почнувам со работа понеделник од вторник, така да видеа ќе снимам само кога ќе се најде слободно време и кога ќе бидам малку порастеретен од работа. Што се однесува до наредното проектче, нешто веќе почнав, значи со интерактивна мапа нешто да биде, нешто интересно, така да мислам дека ќе биде интересно доколку успеам да го реализирам и ова. Значи ова ќе биде на што ќе работиме наредно доколку остане време. Така да, ајде да продолжиме со тоа што имаме за денеска. Да се вратиме во нашиот код. За да го скратам видеото, ќе гледам да копирам дел од работите од тука. И со тоа видеото ќе трае многу помалку. Значи, најпрво ќе тука моментално ги имам хардкодирано нашите to-do, ајде да направиме еден state каде што ќе ги чуваме податоците за нашите to-do айтеми. Да видим само како ми беше именуван тука стейтот. To do data. Ај целото. Не, само ова ќе го копирам. Или целото нека видим, па ќе видиме што има. Одиме тука. И state ми фали тука. Можем да го импортирам. Имаме useState. И ги имаме, значи направивме нов state, to-do data и со set to-do data, сетер за овој state. Иницијална вредност ми исто како во примерот што имав, array со 3 објекти, секој објект има ID, title, content. ID ми е unique 012, меѓутоа може нешто сосема рандом да искуцам тука. Меѓутоа битно да се разликуваат едно од друго. Title to do n23 и така натаму. Ајде сега за ова да повикаме долу map функцијата, за да го извртиме овој array и да изрендерираме некој JSX од истиот. Значи to-do data.map arrow функција и враќаме JSX. Тука имаме to-do item и имаме индекс. Значи за секој to-do item во овој array ќе изрендерираме to-do item ваков. Што ми се буни тука? Наверојатно сака вакви загради, а не големи. И наверојатно му е окей сега. За ID од to-do item ќе го земеме. ID е to-do item.id to-do item. Зашто се буни вака? Сега ќе видиме дали кој што треба. .title што направивме сега. Се вратиме и еве ни ги, значи сите наши айтеми кои што гледаме се ние во ред. Значи, наместо претходно да ги имаме хардкодирани, значи сега од овој array рендерираме JSX со помош на map функција. Значи повикуваме map функција to-do data.map и ова ми е како for each, го изврти, значи лупот ќе
направи еден луп за се што имаме ова, значи ќе се повтори 1, 2 пати, 3 пати. Во секој циклус во ова to do item ќе имаме еден објект од ова низнат овој array. Во овој to do item, значи ќе го имаме целиот овој објект и потоа рендерираме to do item, што го направивме во претходното видео. To do item е тука, значи го издвоивме ова во посебна компонента. To do item, како prop имаме to do data и внатре му велиме дека ќе му пуштиме во to do data нов објект. Ево го новиот објект. За ID има од to do item од ID-то, за title има to do item title и за content има to do item.content. Ајде ова да го направим малку да биде почесто, речеме to do item 1 content. Контент ја копирам во 3 пати. За овие ќе ги направам 2 и 3. 2 и тука имаме 3. Да изгледа малку по-обаја. To do item 2, to do item 3, content, to do item 1. Океј, да видиме колку ми е видеото до сега. 6 минути, добро, може уште да зборуваме. Да видиме што наредно може да направиме. Имаше ли уште некој проб што прима. Делете to item handler, ова ќе го направиме понатаму. Ајде add да го направиме, значи сега. Add handler им prop. Се вратиме во to да го ставиме овој prop, бидејќи моментално го немаме во add new to do item. Add new to do item, ево го, значи има prop, add new to do item handler. Ајде тоа да го копираме од тука. Add new to do, ќе ја земам целата функција. Ќе ја ставам тука. И за вредноста на овој атрибут или prop ќе ја ставам таа функција. Значи ми треба state, каде што ќе зачувувам што внесувам во двата текст филда што ми се тука. Или да го направим малку поинаку, да размислам. Ќе го направиме како што беше вака, па може да го оптимизираме. Const new to data state set new to do data. Со мало да е тука, нека биде исто тука. Еднакво на use state. И нема ништо, празно ми е. Океј. Add new to do. Го ставивме тука, кога ќе притиснам на копче што ќе ми се повика, не тука, туку. Тука. Нешто не ми изгледа како што треба. Да, бидејќи немам од хедерот ми треба што имам внесено и on change значи ќе ми треба, ајде и тоа да го направиме. Во components, каде ми беа components, to do page header, on change, значи ми треба и ова. Да одиме on change да го земеме од тука. To do. Името ми било вака со... State сум заборал да пишем, окей, on change. On change. Ајде да го ставим и ова, како ми се вика само пропо тука. Хедерот on change handler. Тоа ми е во хедерот. Хедерот change handler е еднакво на оваа функција on change.
мислам дека треба да работи. Ајде да видиме што имаме. Ако нема некоја грешка, 1, 2, 3, 3, 2, 1, и тадам, ево го. Значи ни работи. Значи во првото видео објаснив што правиме, но ајде да поминеме уште еднаш. Значи овдека на onClick, значи во двата случаи повикуваме add to do handler, значи која го праќаме како prop во неговата parent компонента. Значи onClick и овдека од prop сме го извадили тоа. Значи ако место ова, значи мислам дека за ова зборувавме за destructure на props, може да имаме, значи сега компонента праќа props и овдека требаше да имаме props.add new handler за да го земеме тука. Меѓутоа со ова скратена синтакса велиме во овие криви загради, значи извадиме го ова од props, значи бидејќи само тоа ќе го користам, а друго ништо не користам. Add new to do, каде ми е? Значи add new to do, ево го, значи add new to do handler, исто ми е именувано како тука што ми е, значи add new to do handler, add new to do handler. Значи таа е функцијата што ја повикуваме. Значи така ми е името на пропсото, односно add new to do handler, а вредноста му е ова после еднаквото. Значи за вредност имаме оваа функција. Значи кога ќе кликнеме на тоа копче, ќе се изврши оваа функција. Значи во set to do data ќе го повикаме сетерот на нашиот array со подотоците за нашите to do, велат со овој спред оператор, значи новата вредност ќе му биде нов array, гледате има отворена заграда за нова низа, со овие три точки и to do data, овие to do data, значи што ми е за овој state, ова вели значи се што имам во овој state, значи три точки се, нареди се што имаш моментално. Значи иницијално ги имаме да речеме овие 3 или доколку сме во момент кога имаме додадено и четврт, ги имаме 4. Значи додади ги сите тие што ги имаш претходно со овој спред оператор, три точки, спред оператор се вика, и плюс, значи запирка, додади уште еден објект. ID-то на тој нов објект кој што ќе го додадеш, ќе му биде должината на моменталната низа што ни е во стейтот, значи имаме 4 елементи, докато 4 ќе биде 4 плюс 1. Значи ќе биде во тој момент 5. За title ќе го земеш од овој другиот state, new to data state. Ќе го разгледаме тој state сега, бидејќи го менуваме на onChange кој ги менуваме тие двата текст инпути во нашиот header што ни се. Зборувам за овие тука. Ќе се вратиме во кодот. И контентот исто така ќе го земеш од тој state. Во onChange, значи тоа ми е во нашиот header, исто значи како што во add new to do item, повторно од props го вадиме onChange handler и таа функција повикуваме кога ќе смениме вредноста во било која од овие два текст филдови. Значи кога ќе промениме вредност, пишеме една буква во било која од нив, ќе се повика таа функција onChange. Како што гледаме onChange ја повикуваме овдека. Имаме onChange handler, името на нашиот prop или атрибут. Ево го onChange handler, тука ми е десно, а ова ми е лево. Значи бидете внимателни со тоа. Значи onChange, ова е props за text field, onChange се вика. Вредноста му е ова. Во овој случај сега onChange доаѓа прва, а вредноста му ова, значи си ги сменили местата. Значи мора да разберете како сето тоа функционира. Значи onChange handler прима вредност onChange функцијата овдека. И на onChange што правиме друго, значи кога ќе промениме било што овдека, кога ќе напишеме нешто или кога ќе избришеме нешто, значи секој пат кога се промени вредноста, таа функција ќе се промени и значи новата вредност во овој state, горе што ни е, во овој state, кој иницијално е undefined, бидејќи нема вредност тука, ќе има се што имал претходно, значи гледате исто како тука, со овој спред оператор, се што имал претходно во стейтот, ако немам ништо, ако има нешто, ќе го остави тоа што го имаме, и плюс земи го името
на тој што ти го праќа евентот, како што гледате во текст филдот овдека, сите имаат name, значи во target е кој го повикува овој евент, во target имаме name, имаме label и имаме onChange, значи од таргетот го земе name-от, to do title, ќе го земе, одиме полека, ќе го земе name-от и тоа ќе ми биде името на пропертито во новиот објект, значи тоа што го имаме тука, to do title ќе ми се вика. И ова го објасни во првото видео, не е уште еднаш одиме полека, а за вредност ќе му биде повторно event, target, се што имаме value во text field. Значи, во value пропертито се наоѓа тоа што сме искуцале овдека. Значи, во било кој овие двете имате двете value, меѓутоа со различен name. Едното е to do title, едното е to do content, мислам дека беше. Така да со промената значи ги добиеме тие вредности што сме ги внели тука. Кога ќе внесеме за едното, да речеме кога ќе внесеме тука, имаме state to do title. Да речеме внесуваме од undefined во овој, или ајде да го направам исто што го направив во првото видео, ќе го печатиме овој state некаде. Еве да речеме тука горе ќе го ставиме. json.stringify new to data state. Океј. Овде ми е, значи иницијално немам ништо. Пишем овдека горе ми го печете. Значи сега за to do title, бидејќи така ми се вика name-от на ова поле, имаме вредност sd. Сега кога ќе почнам тука да куцам, ќе ми се додаде и другото поле. Еве to do content sd. Значи гледате како ми се менува тој state. Упс, заклучив екранот. Сега и двете се празни. Океј, мислам дека и тоа го разбравте. Да видим дали нешто друго можем да додадам во ова видео, значи можем овие три работи да ги извршам, бидејќи не ми требаат. Што друго? Да гледате дека во претходното видео не додадов стайлинг на ова, беа залепени. Се што направив е во to do item-от, го врапнав ова во div и го додадов тој стайлинг. Значи претходно беше само карт, сега му додадов еден div и го ставиш тој стилот, padding bottom 5 пиксели. И тоа е тоа и сега значи без ова, значи иницијално изгледаше вака. Беа залепени сите, додадов и div-от го немаше, додадов div и додадов style атрибут или prop со вредност padding bottom 5 пиксели. Така дечки, мислам дека тоа е тоа за ова видео, како што реков. Како што реков, ќе гледам во видеото што представ да направиме нешто и со ова со кое што си играв вчера, значи интерактивна мапа. Успеав да некој да визудам и за Македонија да најдам. Малку се помочив за бојата, бидејќи не сум работел до сега со нешто вакво. Меѓутоа најдов начин како да ги бојам овие работи, така да може да направиме нешто интересно и со ова. Така да дечки, бидете ни поздравени и се гледаме во некој наредно видео. Чао, чао!